Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер FM 107,4, 9 часот и 18 минути, време за утро со Златев. Не е корона, туку веројатно се цигари ова кашлање. Мој гост ново утро е историчарот Бранислав Светозаровиќ, автор, архивар, човек кој посветен архивист, се извинувам, да, архивар е оној што работи во архива на државна институција, човек кој долги години работи во оваа фела, своевремено беше и директор на музејот на македонската револуционерна борба, а овде е затоа што е автор на една книга која доаѓа во прилично актуелно време за ова политичко прашање. Книгата се нарекува Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Некој ќе помисли дека се работи за по насловот, можеби ќе помисли дека се работи за она таква патриотска литература која ја е присутна и кај нас, знаете, луѓе кои не се доволно стручни, знаат да пишуваат за митови, но сега тоа е модерно, да. Во сите истории, во Бугарија, во Србија, но оваа книга е всушност базирана исклучиво на фактографија. Зашто поточно станува збор? Ова е избор од за сега над 1000 сведоштва кои сум ги собрал на едно место, а се откриени од поголем број научни работници од Македонија. Зборуваме за документирани сведоштва. Апсолутно. Значи сведоштва кои во најголемиот дел се наоѓаат во светските архиви и во светските библиотеки. И тие сите имаат своја сигнатура. Се разбира во фуснотите забележано е и кој всушност прв ги објавува и ги пронашол, но и сигнатурата за да може секој тој извор да биде проверлив. И да можете вие да отидете, да речеме, во музејот, во архивот во Париз, така, и да го најдете. Да, таму во сигнатурата, според бројчињата и буквите кои се таму, тоа точно се знае што значи. Значи, кој архив е, кој е депо во архивот, која полица, која кутија архивска, која архивска единица и на крај бројот на документот. Значи, тоа е отприлика нешто што е сигнатура архивистичка. Ги молам од режија да прикажат на цел кадар, за да ја видат луѓето на словната страница на оваа книга. Се надевам дека добро може да се види на нашиот лајвстрим и потоа на видеото. Интересно е што овде има документ на луѓе бродски транспорт, ако не се лажам, кон Америка. Бродски лист, да, така. Бродски лист кои себе си се декларираат како македонци. Така е. Од која година се овие документи? Ова е од 908 година. Па не од 45-та постоевме како народ, според најновата теорија на владата која ги прифаќа овие бугарски тенденции. Тоа е шокантно за целата наша нација, што се случува. И ова е всушност книга за илјадниците македонци кои живеат, не само живееле и се бореле за својот, да речеме, идентитет, секој на свој начин, не само во Македонија, туку и низ целиот свет. И токму нашата предност е во тоа што овие документи се наоѓаат во овие светски архиви. Значи не можеме ние да ги креираме, да ги генерираме. Ниту пак Бугарија може да ги уништи. Ниту пак Бугарија, да, така е, може да ги уништи. И сето тоа ни дава една предност, но и задача за понатаму, тоа треба институционално да се решава, да се проучуваат понатаму овие извори кои јас тврдам дека не се ниту 1% од она што може да ни го понуди, да ни ги понуда светските архиви. Овде има околу 860-880 страници, ако не се лажам. Да. И ова не е ниту 1%. Светозаровиќ, зборуваме за етнонимот. Значи да им објасниме на слушателите, тоа не станува збор за луѓе, ниту за генетика, ниту за јазик, зборуваме за етнонимот кога некој себе си се нарекувал како македонец. Според
Вашите истражувања, според она што го забележувате овде, кога за прв пат вие го детектирате некој да рече јас сум македонец, и од каде потекнувал и како се викал тој човек? Па, сите корени водат 2700 години наназад. Името кое современата македонска нација го носи, своите корени на името ги има токму во античка Македонија. Да, но тој македонец кој живеел пред 2700 години, ќе се согласиме дека не зборувал како што сега говориме јас и вие. Сигурно. Многу малку глоси се сочувани за да може да се констатира дали е тоа така или не. Тоа останува на науката да го понатаму да го решава, затоа што не можете врз основа на 50, нека бидат 100-150 збора сочувани од тој јазик да констатираме дали нешто е исто или не исто, или дали е слично или не е слично. Останува тоа на стручњаците да го оценуваат. Јас цело време го следам името, значи. Сега што е многу битно тука? Што никој не го спори името на античките македонци. Но по пропаста на Македонското царство, значи во 168 година пред новата ера, наваму имаме повторно појава, иако Македонија потпаднала под римската управа, сепак овие простори се наречени како провинција Македонија. Секунда, прима и така натаму. Значи го сочувала името земјата, но се покажува и таму има неколку примери дадени дека и се уште населението, иако се водат веќе како ромеи, тие за себе има документи на надгробни плочи и така натаму, каде што се нарекуваат македонци до 6 век од новата ера. Значи до она така. Дали и тоа е прашањето дали од каде дошле, што дошле и така натаму, не навлегуваме што пречекале овде. И зошто се наречени Словени? Значи и тоа е едно прашање. Тие племиња, значи можеме да зборуваме само на промена на структура на население. За сега така да ја наречеме, и именска промена која фактички кога се појавува словените, ги има на овие простори македонците се уште. Има една поделба која се создаде кога претходната влада почна да, некои тоа го нарекуваат антиквизација, нели, повторно враќање на античката историја во Македонија. Тоа е грчки модел. Во Грција тоа е денес, нели, национална вистина, кај нас некако не успеа да продре. Па имаше една поделба по телевизија, се сеќавам, јас се уште бев многу помлад, на луѓето кога се делеа на антички македонци и на словени. Да, тоа е небулоза. Ние сме современи македонци кои само наследуваме од нашите предци, значи ние од нашите дедовци, дедовците од нивните дедовци, така натаму, едно име кое, како што вели Диме Нацев, тоа е, значи, Димитар Нацев е на Димитрија Чуповски, Наце Димев се извинувам, на Димитрија Чуповски брат, во 1913 година напишал, вика, под римското владење, византиското и османлиското владење, парафразирам, сега го има тој документ тука, вели, страшното име македонец се сочува во срцата и мислите на ова население. Дава една вистинска слика. Тоа е, значи, објавено пред 118 години. Постои ли тој години. missing link помеѓу античката историја и современата, кој гарантира идентитет на користење на терминот македонец на овие простори? Знаете како? Или бил заборавен и никој долго време не се чувствувал како така, и после дошол Груевски им рекол, или некој друг, сега се шегувам, им рекол, вие сте македонци. Она што
изворите го покажуваат е дека со промената на структурата на населението, тоа не значи дека старите македонци некаде исчезнале. Такви документи не постојат. Дека етничко чистење. Да, нема такво нешто. Значи нема никакви докази за тоа. Името Македонија и македонци продолжува да живее, но сега во сенка на словенското име. И затоа сметам дека современите македонци се и наследници на словенското име, и за тоа треба да бидеме горди, затоа што тоа е еден среќен спој на две големи цивилизации. И тука од овие простори не случајно произлегуваат и словенската писменост и култура, ширење на христијанството и така натаму. Сега, што е за мене битно? Кога го следам континуитетот на името, значи некаде од веќе 8 до 11 век името Македонија останува, а името македонци влегува во една сенка во однос на имењата на овие македонски словенски племиња: Берзити, Драговити, Смолјани, Велезигити, Езерци, Струмјани и така натаму, Ринхини. Меѓутоа, од 12 век повторно во изворите целокупното население во Македонија изворите го нарекуваат како македонци. И од тогаш веќе имаме едно присуство на името македонци во континуитет. Сега, во книгата има табели, за прв пат е тоа направено, во кои се издвоени етнонимот од политонимот. Тука е замката во која се фатија дури и многу историчари. Што значи тоа? Политоним, значи сите граѓани и сите етникуми кои живееле во Римското царство, а ги имало стотици различни етникуми, се нарекувани ромеи. Дали тоа значи дека сега италијаните треба да ни кажат: знаете што, вие 1000 години сте се нарекувале ромеи, вие бугарите, србите, сириците, египчаните, сега вие ќе бидете римјани или италијани. Културолошки колку наследници на Нерон има во Македонија, ние може добро, тоа е може би тоа пикантерија една. Но во секој случај истото се случува и со средновековните држави Србија и Бугарија, каде што за населението се употребуваат политоними. Значи Симеоновата држава, тоа е огромна држава, на 2/3 од Балканот бил и тука живееле многу етникуми. Сите во тој период се нарекувале со политонимот бугари, но тоа не значи дека и населението така се нарекува себе си. Впрочем, во средновековието се покажува дека нема никаква народносна свест кај обичното население. Името што го добивате според елитите. Ако прашате еден обичен селанец во Бугарија, Македонија или во Србија, што сте, да речеме, ова го кажувам хипотетички за да дадам една појасна слика, за припадноста, тие прво би рекле дека јас сум раб Божи. Значи припадност кон Бога. Тоа е првото. Второ, припадност кон родот. Род, значи семејство, пошироко семејство, род, нели, село, и тука некаде завршува. Златевци, Митровци. Ете така, нели, имаме Смилковци овде, имаме Миладиновци и така натаму, уште селани се нарекуваат по тие родови. Третата припадност е припадност кон феудалецот. Ама чив си? Јас сум од господарот тој. И четвртата е територијалната. Односно, она која останала најдолго време кај македонците. Како го докажувам тоа? За жал, во нашата историографија, по завршувањето на средниот век и доаѓањето на османлиите, тоа е нов век веќе. Значи, од почетокот на 15 век до крајот на 18 век во историската наука се нарекува нов век. Во тој нов век македонската историографија беше насочена исклучиво кон збитнувањата што се случувале на оваа територија под Османлиската империја. А тука веќе немаме идентитети
етнички, туку само се признава религиски идентитет. Тогаш Или си сме муслиман, на- или си не на муслиман. црквата и ги делегира. Па Ето. затоа и црковни биле училиштата. Тоа е веќе 19 век, но уште од 15 век имаме поделба на верници и неверници. Па потоа доаѓа на реформи и права во 19 век каде што добиваат христијаните свои права и така натаму. Но што е тука битно сега? Што никој не ги истражува брановите на иселениците кои заминале за Хазурската монархија, во папската држава и во Да. Руското царство. Значи да симплифицираме, се извинувам што ќе ве прекинам. Како што денес македонци одат и се одлични доктори, инженери, Да. вработени обични по Германија, по Велика Британија, по Америка, и тогаш од овде население кое бегало од Османлинската империја оделе кон Хабсбуршката монархија, Така. која пагала на север, односно кон Австро-Унгарија, денес такво Да, е. после таков Австро-Унгарија, истата држава се нарекла. Да, е називот и се селеле таму. Е сега, веројатно кога и тогаш како и сега, кога ќе отиде некој таму која треба да поднесе да му Мора да дадат се идентификува. некој документ, Да. нешто да постои во системот, Да. да го има, ако не друго данок да плати, Да. Па или еве, да се има тука вработи. еден документ од 1835 година, во Земун се преминувало од Белград, во Земун се Да, преминувало во Земун било више Австро-Унгарија. Хабсбуршката Да. монархија. И таму се правеле санитарни листи, ги прегледувале, ги ставале во Да, тогаш карантина. имало и вируси И како и денес. таму имаш Коста Николов од Сер и пишува земја Македонија. Идентитет македонски. Значи тој знаел дека е од Македонија. Е сега и сите други, тоа е Тие луѓе кои тогаш се селеле, себе се декларирале како македонци. Зборуваме за среден Да. век доцен некој. Тоа е нов век се вели. Нов Од, век. од 15 до крајот на 18, еве почеток на 19. Добро. И до крајот на 19 век е всушност. Нов век. Е сега, мене ми беше основното прашање зошто овие луѓе доминантно се нарекувале македонци и имам преку 100 примери каде што угледни граѓани кои успеале во тоа царство на своето име и презиме го додаваат македонец како атрибут За каде односно, зборуваме? за Хазурската монархија. зборувам. Значи тие денес нивните фамилии се уште негде по Европа живеат. Некаде има. Имате и во Русија, во Украина многу презимиња со македонски. Со името македонски. Тоа не е случајно, ќе ви објаснам и за тоа. Не знам колку имаме време. Но овие луѓе сега се прашав, па добро, која е причината? Што е тоа што нив им доминира македонското име, а не од средновековните држави, да речеме римското, српското и бугарското. Вериме римското, зашо и византиците самите себе си не се нарекувале византици, тој име на науката, тие се нарекувале ромеи. Зошто не се нарекувале така какви што биле, да речеме, пред Османлиското, на доаѓањето на Османлиско царство? Тоа всушност покажува дека кај нив имало територијална самосвест. Не можеме да зборуваме за народна свест никаде во тоа време. Тоа е абсурд. Абсурд. Меѓутоа, таа територијална самосвест. Значи, цело време тие каде и да оделе знаеле дека доаѓаат од Македонија. Не викале дека доаѓаат од Бугарија или од Србија. Имало и такви, но тоа е многу мал број. А знаеме во тоа време дека кога одиш, да речеме, во Хазбуршката монархија или било каде, во Руското царство или во папската држава, никој не би те натерал да се нарекуваш така. Но она што е многу... Е созем спротивно, може ги терали и нешто друго да се нарекува. Да, така е. Например, видовме некои документи од училиштата, каде што исто така се запишувале како македонци, потоа грофови кои биле војници, високи воени старешини и така натаму, сите се нарекуваат и го додаваат на тоа ниво, тоа име, атрибут, како да е титула. Значи, се гордееле со тоа што на своето име и презиме го додаваат и македонец. Но, освен ова,
мора да кажеме дека постои и една нова идентификација која е многу битна за македонската историја, а тоа е дека како што сега имаат големо влијание големите сили врз малите држави во светот, така било и во периодот од 15 до 19 век. Што се случувало? Ми беше нејасно, историчарите тоа го знаат. Во документите на се извинувам, Елисавета Петровна, руската царица, постои запишано дека има припадници на македонски народ. Тоа е 1750-тите до 1780-тите години. Во 1689 година во архивот во Виена е сочуван оригиналот од заштитното писмо на царот Леополд. Заштитно писмо на македонскиот народ. И сега тоа го земаме некако како некаква како да кажам несериозно ги гледаме како некоја архаична етни остатоци. Но јас се прашав од каде во тие царски документи на тие најмощни империи фигурира македонски народ и македонци. Светозаревич, оно што исто така е интересно во целата оваа ситуација, што треба да им разјасниме на слушателите. Дали секогаш во историјата македонци се нарекувале луѓе кои се како нас и говорат како нас? Кој е одговорот на тоа прашање? Затоа што, например, во Византиската империја постојат многу македонци кои се нарекувале себе си македонци, но говореле грчки. И тоа ние треба да го признаеме. Исто така во голем дел од историјата и власите себе си се нарекувале македонци. И тие имаат право да бидат македонци. Гледате ли колку територијалната самосвест била силна? Значи името Македонија доминирало над сите тие империи кои поминувале тука. Властите, да речеме, во Романија поима немал како неговиот цар што мислел што е. Во Романија голем дел од населението кој потекнува од тука, кој има корени од овие простори, па се иселувале таму, во Романија ги нарекуваат Макдон. Така. Вака, значи, одлично прашање. Ако зборуваме за јазикот на нашите предци, ние можеме со сигурност да речеме од ракописите средновековни, кои имаме од 11, 12 век и така натаму, каде што се сочувани старословенски записи со македонска редакција. Зборуваме за македонска редакција. Значи, тоа е, сите ние имаме една основа. Тој така наречен словенски јазик, така го нарекуваме сега. Како се нарекувал тогаш? И тоа е прашање. Не. Сигурно не. Затоа што бугарите тврдат дека тоа бил бугарски. Не, бугарите кога доаѓаат на овие простори го како да кажам, го прифаќаат јазикот на Словенија. Во време на цар Борис не може обратно да биде. Ако зборувавме бугарски јазик, ние ќе зборувавме на некој јазик кој е близок до според бугарските сече унгарскиот, па и понатаму кон Иран и така натаму. Значи, овде зборуваме за нешто што светската наука нема дилеми, освен бугарската, дека се работи за старословенски јазик. Сега, зборуваме, се враќаме на јазикот кој го зборувале нашите предци, кој е најсличен до овој денешниот. Имаме, например, еден запис од ватикански свештеници кои ширеле мисија, имале католичка на Балканот и дошле во 1560 и некоја година, не ме држите за збор, во Костор. И во Косторско запишале како зборувале на локалното население. И тој ракопис се чува во Ватикан. До 1958 година никој не можел да го дешифрира, затоа што бил напишан на старогрчко, на грчко писмо, а никој не го разбирал јазикот
на кој е напишан. Да, они викале грци, овие викале Грци, да. И најеминентни професори од Рим и Париз во 1958 година констатираат дека татко ми е тогаш роден, тај скоро, значи генерално. Да. Констатирале и ја објавиле таа книга, имаме таа книга. Тука има исто така во книгата, дека тоа е јазикот на кој сега зборуваат современите македонци. Сега, ако е тоа 1560 година, и ако нашите предци, можеме и да отвориме и да прочитаме секој ќе го страница разбере. од прилика е тоа? Ќе ми дозволите вака јас да го прегледам малку само, затоа што не многу е голема. Прилично е голема. Да. Значи се работи за текст и тоа замислете песни кои многу лесно секој дете денеска може да го разбере. А нема да го разбере, да речеме, од која година потекнуваат овие песни? 1560 и некоја година. Значи тоа се пред 500 години и Ете така, пред пола милениум. Сега тие песни се напишани на грчко писмо. Се напишани на грчко писмо, а на јазик, еве како тоа може изгледа. да ја прочитам јас. Еве. Ова овде и ова овде. Значи ова го ама јас го читам, тоа е на старогрчки, јас го читам. Да, и во оригиналниот, ама еве овде е напишано буквално транскрипција направена. Тако ти Бога девојко, как те зовет на име? О, душколе, жив ти очи. Ходи овмо, зарви ме. Твоето ти целивање, ти се молам, дарви ме. А ова е малку љубовна песна. Да, така е, што е љубовна напишале песна, во тоа време. Што си лепа, што си бела, што те љубам, девојко. Ела, моје паригоре, така е. да те целвам в устата. Как овошје ме мирисет, штото роди крушата. Тако ти вишнего Бога, не ми везми душата, што си лепа. Да. Значи, нели се разбира? Истората е, да. Мислам дека би се разбрале со тие. Била убава и сакал да ја макнува. Да. Некој пред 400 години. Пред 500 години. Пред 500 години и ова останало, нели, запишано на јазик кој е многу сличен со нашиот современ. Ама сега тука во следните... Например, овде бугарскиот јазик е многу различен. Да, различен е, така е. И средновековниот и овој денес. Така е. До кога, серденце моја, скривам да се љубиме. Ево, имале забрането да љубов некој. Со страхови преголеми, днови да се љубиме. Ела, стан, по врага ходи, да се везмиме, што си лепа. Да се земиме. Да. Ете, гледате сега документи понатаму од тој период, каде што секаде и книги, литература, каде што се споменуваат македонци. Ама оваа литература понатаму, има и фотографии, е всушност литература која е создавана во Хабсбуршката монархија и папската држава, каде што секаде се споменува македонците покрај бугарите, србите, власите и грците и албанците. Како дојдовме Светозаровиќ, ние ево, детектирано е, значи нема потреба. Сега ова може лесно и на интернет. Ова на интернет се наоѓа сега, бидејќи библиотеките ги објавуваат овие ракописи. И можеш, ќе платиш 5-10 евра и влегуваш во книгата и ја прелистуваш и наоѓаш тоа што сакаш. Како дојдовме? Мислам дека нашиот идентитет е јасен, дека македонци постоеле, постојат и ќе постојат, дека исто како и многу франкофони што се денес британци, веројатно имаме испреплетена историја и со античките грци, со нивните денешни наследници, можеби и тие имаат право да го користат терминот Македонија, пример, Грција е директен наследник на Византиската империја, во многу и културолошки и јазични и секакви форми, а таму имало луѓе кои се нарекувале македонци. Има една Зета Македонија која се наоѓала на денешна територија на Турција. Ме разбирате? Значи, ние не негираме право никому да се нарекува себе си македонец. Апсолутно, ние немаме ништо против ако во Солун се нарекуваат сите македонци.
Тоа не е на... Од каде дојдовме ние сега во оваа ситуација? Ја да докажувам дека дедо ми кој е роден пред 45-та, да докажувам дека бил македонец, кој имаме некој пред 600-700 години, кој живеел на оваа територија, кој едел да се селел, пишал дека е македонец, а јас за дедо ми треба да докажувам. И историска комисија, тамо седнал некој Драги Ѓоргиев и преговара за идентитетот на дедо ми. Да, тоа е тажна наша состојба. Ние сме всушност како под окупација. Принудени сме, не принудуваат да се откажеме од нашите предци. Не ни помалку ни повеќе, туку од нашите татковци. Татко ми е 37 роден, значи треба да признам дека до 44-та бил, да речеме, бугарин, па после станал македонец. Извинете, сега да го расчистиме и ова прашање. Вие се викате Бранислав, се презивате Светозаревич. Светозаревич е српско презиме. Вие сте србин? Не. Јас сум македонец, благодарам на прашањето, по мајка, значи родителите на мајка ми се македонци, а татко ми е половина македонец по мајка. Значи, јас во моето наследство имам 3/4 македонско. Но од она што не можам да избегам во животот е внатрешното чувство. Тука е силата на македонизмот. Дека и покрај сите пропаганди, сите малтретирања, сите одрекувања, македонците си го сочувале името без било какви диктати, акти и не знам какви одлуки на цареви, председатели и така натаму. Книгава докажува дека не само што не може да се измисли нација, туку не може ни да се уништи. Затоа што народносното и националното чувство е најинтимното нешто. Тоа доброволно се носи и тогаш кога некој најмногу ти го забранува. Може би тогаш излегува на површина уште повеќе. Да, но сега баш се историскиве примери од современата историја малку и ќе ве негираат, господине Светозаревич. Имено во Грција владее огромна пропаганда дека тие луѓе кои живеат таму се грци, а таму имаме и ние сите роднини и крвни сродства и така натаму, и тие нивните деца веќе голем дел мислат дека се Грција. Во Бугарија многу мал е бројот на луѓето во Пиринскиот дел на Македонија кои се македонци како сите нас, но се нарекуваат, велат дека се бугари. Тогаш супер за Грција и Бугарија, може слободно без страх да стават во уставот дека постојат и мал број на македонци и да им се дадат правата. Па ќе видиме за 10, 20 и 30 години колку македонци ќе излезат. Значи, се додека државата ги притиска, се додека државата им диши во врат, а вие многу добро знаете што им правеле на нашите македонци во егејскиот дел на Македонија, грците. Ги терале рициново масло да пијат, да им ги гореле нозете, рацете, им ги тепале по јазик, ако ги слушнат дома дека шепотаат на македонски јазик. Значи, ако е ова вака како што велите вие, нема никаков проблем за грците и бугарите да ги признаат македонците како малцинство, затоа што се многу малку. И нека ја остава таа ситуација. Немам ништо против да има и овде... Ние бугари немаме проблем да признаеме? Не, никаков проблем немаме да признаеме бугари. Секој што сака да се чувствува бугарин, тоа е негово право. Барем во Македонија тоа не е никаков проблем. Но во политиката има една важна пракса, вековна, тоа е реципроцитет. Значи, ние сакаме да ги ставиме нашите драги сограѓани Хрвати во уставот, затоа што тие се овде веќе 100 години, живеат со нас, меѓу нас се, меѓутоа да не заборавиме, македонците се веќе во уставот, во хрватскиот устав. Вие сте направиле едно сериозно научно дело во кое сте ги детектирале сите документи во кои некои се нарекувале како македонци. Дали може да очекуваме за дека за 200-300 години некој друг Бранислав Светозаревич, некој иден Бранислав Светозаревич ќе седне и ќе детектира кој кога се нарекол Северна Македонија?
Да, а доколку се појават такви кои себе си ќе се нарекуваат северно-македонци, тогаш сигурно дека ќе има некој историчар кој тоа ќе го забележи. Не, ова е, јас сега не зборувам како историчар, зборувам како политиколог. Ние во Македонија веќе политичкиот идентитет создава една огромна бариера помеѓу луѓето, па имаме буквално врз база на политичките погледи само што ги имаат, имаме како да имаме два идентитети. Ова се продлабочува од некои, уште тоа што кажавме за Фраканција која се делеа на Словени и на антички, па сега ти антички ли си, словен ли си. Денес имаме сериозна тенденција, нели сега со прифаќањето или неприфаќањето на новото име на нашата земја. Може да дојдеме во некоја фаза во која што утре ќе се роди некој нов идентитет овде. За жал се е можно, тоа не треба да го исклучуваме и ниту да го занемариме, и треба да работиме сериозно на ниту да го занемариме, затоа што секогаш постојат одреден број луѓе кои од причини нивни, најчесто тоа се лукративни причини, без проблем ќе променат во некој документ идентитет. Бугарија моментално има собрано баги такви кои си го променили идентитетот поради тие им се многу чудни бугари, затоа што таму се бугари, а овде се македонци. И исто таму тие се бугари, а нивните родители, нивните деца се македонци. Да, но они пишале дека нивните родители, баби и дедовци се бугари. Да, некој дедо или нешто учел во некој бугарско училиште овде. И сега замислете, значи хипотетички, ако Србија влезе пред Македонија во Европска унија, да им текне и на нив, чекајте сега вака, ние ќе ги условиме македонците да потпишат дека до 41 година сме имале заедничка споделена историја и дека таа историја е српска, како што нели оваа историја која нас ни ја наметнуваат до 44-та е само бугарска, заедничка, ама бугарска. Знаете, сега вака да бидам ја малку, можеби некој ќе ми замери дека сум пристрасен. Ние заедничката историја со Србија, да речеме Душановото кралство, царство е буквално заедничка историја помеѓу наши и Србија. Па добро, и Симеоновата Бугарија, и Византиската држава, а и Османлиската империја. Со една огромна разлика, што Душановото царство е устоличено во Скопје. Да, за разлика од нивните други две. Видите, тоа е една тенденција која е интересна. Предпоставувам заради тоа што Македонија секогаш представувала магнет за средновековните титулирања. Да, особено затоа што во титуларот ќе пише дека е и цар македонски. Тоа го пишал и цар Душан, сакајќи да биде идниот да ја возобновува Византија како српски царство. Околу тој документ исто така тука имам своји тези и го објавив со оглед на тоа дека не е сочуван ниту еден оригинал, а има 20 преписи. Во 10 преписи, пораните од 17 век, пишува дека не фигурира македонски. А од крајот на 17 и почетокот на 18 веќе пишува македонски и тоа, знаете како? Македонски со огромни букви, а со ситно српски, болгарски, ромејски, арбанашки и така натаму. Значи, титулирањето е територијално, не е национално. Да не постоеле тогаш нации. Не постоеле ни народ. Јас консултирав 14 доктори науки за оваа книга. Првата нација која постои на планетава Земја е кога се случува француската буржоаска револуција, тоа не е нешто многу одамна, и кога од царство, територијален идентитет, французите викаат ние од денес сме нација. И потоа тоа се термин. Но народот е постар термин. Сега тука ги имам објаснето затоа што знаете кога отвараме едно прашање треба 10 емисии само за тоа прашање, верувате? Да. И народносното чувство значи е
нешто што повеќе е поврзано кај обичниот човек со територијата отколку со некаква припадност, затоа што кога го проверив, имаме ние еден од нашите колеги лингвисти, македонисти, односно слависти, направена на енциклопедија, односно тоа е речник на старословенските ракописи сочувани, а ги има многу, со македонска редакција. Во речникот не постои збор народ. Значи, воопшто не фигурира како тако. Истото и во српската редакција, што се однесува до македонската територија. Например, Хрисовулата на Богородица Хтетовска, да речеме, кога се чува во Хиландар и така натаму. Не постои збор народ. Значи, за какви народи ние зборуваме? Кога зборуваме средновековни народи, ние сите овде на Балканот сакаме да бидеме супер народи и супер нации. Но таква самосвест кај луѓето не постои. Значи, затоа, околу ова направи периодика. Од 15 до средината на 19 век имаме со сигурност докази дека има територијална именска самосвест. Значи, македонец како територијална самосвест. Од средината на 19 век, кога почнале повеќе луѓето да читаат историја, се појавува етноисториска самосвест, односно народностна. Тоа зборуваме Ѓорѓија Пулевски. Така е, генерација на Ѓорѓија Пулевски. И после тоа, веќе кон крајот на веднаш следната генерација, од крајот на 90-тите години на 19-тиот век, започнува разработка на национална мисла. Тоа е внатрешната македонска револуционарна организација. Тоа се повеќе генерацијата на Мисирков, нели? Оние кои се... Па добро, он е паралелно во голем дел. Да. А инаку кај македонската револуционарна организација имаме нешто што е различно од онаа претходна генерација на Пулевски, македонското востание, Кресненско што го нарекуваме. Тоа е македонско востание во оригиналните документи и печати. Таму народносното е многу посилно од ова што е во ВМРО. Зошто? Затоа што веќе оваа генерација нова се соочиле со страшни пропаганди во Македонија и сватиле дека населението е поделено брат со брат во разни историски факт е дека и сега затоа историското ВМРО многу често било под големо влијание од Бугарија, било така, која сакала да го зграпчи и веројатно поради тоа е убиен и Гоце Делчев. Точно во право сте. И затоа тие направиле нешто ново. Дајте да направиме државна платформа, а не национална. Значи, ќе се бориме за автономија и независна Македонија. Нема да се повикуваме во ниеден документ, не се повикуваат на Санстефанска Бугарија. Сите се повикуваат на членот 23 од Берлинскиот мировен договор, каде што се предвидува понатамошна автономија на населението во Румелија, односно османлискиот дел од Балканот. Не случајно, значи тие најсветлата точка ја гледаат во таа точка 23, а не во Санстефанска. Никој не се повикува на тоа. И од тука почнува таа звезда водилка и дека тоа е точно, дека тие прво сакале да направат држава, а кога ќе направат држава, како што рековте вие, како што направиле французите, тогаш ќе направиме и нација. Дека е тоа точно потврдуваат и највисоките умови на Бугарија и Србија. Ќе парафразирам. Например, Иван Шишманов во 1902 година на австрискиот новинар му изјавил дека доколку успее востанието во Македонија, се мисли на Илинденското востание, за 10 години во Македонија нема да има ниту еден бугарин, ни србин, ни грк. Сите ќе бидат македонци. Ова го кажува Иван Шишманов, председател на Бугарската академија и ректор на Бугарскиот универзитет. После 10 години, во 1913 година, председателот на Српската академија и ректор на универзитетот Александар Белич вели вака:
Ние моравме брзо да се договориме со грците и со бугарите за поделба на Македонија, затоа што ни претеше создавањето на македонската нација. И на крајот ова го потврдува и Карнегиевата комисија, која за жал кај нас дури благодарејќи на покојните Ванчо и Александар Стојчев го открија документот во британската верзија на Карнегиевата комисија на страница 94, каде што пишува дека веќе пред Балканските војни веќе постоела тенденција за формирање на македонска нација. Светозаревич, ви благодарам за ова ваше гостување. Се надевам дека повторно ќе предебатираме, затоа што многу теми само ги загатнавме, а треба да бидат отворени. Така е, така е. Почитувани слушатели, Роџер Кейсмент, инаку деец на ирската револуционерна армија, односно ИРА, убиен во 1916 од британските ројалисти. Тоа се исто така ирци, но тие работеле за Британија. Нешто слично како некој Иван Гарванов, кој бил македонски деец Демека, уствари Секаде имало такви. Работел за Бугарија. Овој Роџер вели, познавам две трагични истории во светот. Таа на Ирска и таа на Македонија. Да биде иронијата поголема, тие имаат држава Ирска, имаат Северна Ирска, која е дел од Велика Британија, а ние имаме држава која наша се вика Северна Македонија. Вистинските Македонии се другите Македонии, останатите се можеби во некои други држави. Не сакаме да ги земеме, сакаме да живееме во европска заедница заедно со сите, но да бидеме признаени како она што сме. А ние сме биле, сме и ќе бидеме македонци и ништо друго. Барем тоа е она што не заложува, еве на 800 страни ни пола 0,5% не е собрано тоа колку во историјата нашите предци се декларирале како такви. Денес сме 3.2.2022 година, јас сум Љупчо Златев, главен одговорен уредник на Лидер ФМ и уредник на оваа емисија, техничката реализација на Горан Лазаровски и Димитар Митровски.